Добре дојдовте во процес. Многу превирања се случија во Сојузот на синдикатите на Македонија во последниот период. Кои се мотивите, кои стои за сето тоа? Имаат ли работниците вистинско синдикално движење? Гости во студиото се Дарко Димовски, ВД председател на ССМ, Ристо Ајтов, синдикат на одбраната и безбедноста, и Лјупчо Чекаловиќ, председател на синдикатот на МЗТ Леарница. Добре дојдовте. Значи морам уште веднаш да кажам дека покана имаше и до Живко Митревски, но тој ја одби со образложение дека се е веќе завршена работа и дека институциите застанале зад него и дека членството застанало зад него. Вистина ли е тоа? Па, што може да видиме, за него застана само министерот за труд и социјала, кој го поништи моето решение. Да, новиот министер, што е, да кажам сега, заменик министер, кој го поништи моето решение. Не знам по кој основ и со кое право, но ние имаме 30 дена да се обратиме до управниот суд, па како што решил, нека реши управниот суд кој е... Немаше образложение во решението? Во решението пишуваше демек 13 синдикати, вкупно 18 му даде поддршка на Живко Митревски. Значи синдикати не му даде, него му дадат председатели, а председатели не го бираат председателот на ССМ, ниту па може да го изберат. Живко Митревски цело време избегава советот на ССМ помеѓу два конгреса го бира председателот на ССМ. Ние тогаш добивме 28 советника кои беа за од 11 гранкови синдикати. А тоа го прават поише од 70% од членството. Сега ја обжаливте одлуката на Ибрахими? Моментално имаме 30 дена, ја работиме таа жалба и во најскоро време ќе ја предадеме до Основниот суд. Но јас тука сум малце револтирани, затоа му врачивме кривична пријава и на министерот за труд и социјала, бидејќи тоа истото може да го направи на Живко Митревски, да му каже како што беше правната полука во неговото решение со кое го заменија, дека во рок од 30 дена може да се жали на правниот суд. Он тоа не го стори, што значи, како гледаме правно, он мене ме признал за председател на ССМ. Не можам да не ве прашам пред да преминеме на другите. Имаше едно случување ноќта меѓу сабота и недела кога бевте сите за ССМ, така беше за Божич. Вие бевте и тепан, удрен бевте. Да. Кој го стори тоа, знаете ли кој? Ние тој Божик се собравме спонтано, бидејќи Живко Митревски разрешениот тогаш председател. На властите табли на Сојузот на синдикати Македонија ставил некои си наредби со кои што нас синдикатите, тие 4 синдикати не случува. И каде што вика дека истите ќе не исели од канцелариите, каде што сме поише од 60-70 години. Кога ги прочитавме и се уверивме во тие наредби, нашето членство се собра спонтано, заседава нашите органи и тогаш решивме да се собереме, да си ги останеме, да си ги браниме синдикатите на канцелариите на нашите синдикати, а не да го смениме ние Живко Митревски да правиме упад во ССМ. Тогаш настана мешаница. Имаше непречен влез излез за факултетот, тие што беа вработени внатре и ред сите што обслужуваа зградата, но Живко Митревски решил по рекетарски пат, собрал 40 души, не знам. Кои беа тие луѓе? Ние не може да ги познаеме. Ли тој што ве удри? Не, јас бев свртен, тогаш му помогав на колегата од СИР синдикатот Драган и некој позади ме удри. Се свртев, они сите беа вака, викам, кој ме удри? И они ќутат. Ајде, искаче. А кои беа луѓето? Луѓето не знам, некои нив имаја дури маски со црни спетфарки, други беа со хилјави глави. А Живко Митревски позади се смееше и вика, о, избрка го, тој избрка го, што не личи не председател на ССМ, кој си го брка членството својата радишта куќа. Се шета ли тој со обезбедување? Да, се шета со 20 обезбедувачи. Кој го плаќата? Па најверојатно спетката на ССМ. Слична ситуација, сега не толку драматична, но се случуваше и кај вас во синдикатот. Што се случува во моментот? До каде се тие имали правна процедура, обжаливте? Како што кажа председателот на ССМ, значи он за мене е единствен валиден вршител на должност председател на ССМ. Значи, прашањето веќе во Македонија дали воопште синдикалното движење го има. Не дали постои. Дали го има, дали извршува својата функција. Ќе одевме малку подолу со тоа прашање, ама повелете, искажете се. Значи, знаете како,
власта во Република Македонија сака да ги стави и ги става раците во сите пори на општеството. Најголемиот проблем е што политиката се меша таму каде што нема надлежност. Односно, не може во исто времено да бидеш учесник во трипартизмот, како влада, едносно како владеачка гарнитура, и да бидеш истовремено и со свој човек во синдикатот, уште да ставиш со свој човек да во се мешаш во работнички коморите и тогаш фактички сам со себе се преговараш, сам со себе си се договараш и така натаму, и ќе бидеш најуспешен, мислам, тоа е нормално. Кај нас исто така се случи, само што кај нас се отиде малку подалеку во кршење на законите на Република Македонија. Дека за 2 дена пола милион денари се со фалсификувани, изнесени со фалсификувани печати. Така, значи кај нас политиката отие до таму да изврши нелегален, незаконски упат и се со изработка на печати непостоечки, кои што не постои такво правно лице, и се истите пуштени во употреба на документи за да се испровоцира решение кое што во Централниот регистар доведе до моја смена, односно пишување на друго лице овластено во Синдикатот на одбраната и безбедноста. Сета таа работа резултираше со поднесување на кривични пријави. Моите информации, последните што говорат, е дека многу брзо основно јавно обвинителство ќе излезе со процес. Значи, неспорни се фактите дека се извршени кривични дејанија и оној кој што ги направил тие или оние, пошто е група на луѓе кои што ги направиле тие кривични дејанија, ќе одговараат пред правдата. Верувате ли во правосудните органи? Знаете, ќе употребам една стара фраза дека правдата е бавна, но секогаш достигнува. Така да јас верувам, секогаш сум верувал во институциите во Република Македонија, затоа што за мене институциите во Република Македонија се добро поставени. Проблемот е во менаџерите, односно во гарнитурата што ги менаџира институциите, која што доведува до ситуација да за едни таа институција е на една насока насочена, а за други истата таа институција со истите закони или подзаконски акти е насочена во друга насока. Така да јас имам довера во институциите, или сакали или не, они ќе се завршат работата. Така да и после сета оваа политичка рашомонијада во Република Македонија која ќе се стабилизира, не постои институција како што е суд или некој судија кој што го води предметот или јавното обвинителство кој што ќе замижат на тоа дека парите се извадени на нелегален начин, односно се дојдено лице за властено лице во Синдикатот на одбраната и безбедноста на нелегален начин. Расположението во членството какво е? Поделени сте? Видите вака, значи во моментот членството групацијата со која што ние го раководевме, го менаџиравме синдикатот, значи се договоривме да луѓето се уште ги држиме во синдикатот, значи многу од нив сакаат да испаднат. Ние ги спречуваме кажувајќи им дека исто така како што ние веруваме во институцијен систем, дека треба и они да веруваат и дека сето тоа ќе се реши, дека оние кои што се дрзнале да направат негативни дејанија, незаконски дејанија, тоа ќе одговараат. За сега членството се уште во синдикатот, тие кои имаме сериозен притисок да истото излезе од тој синдикат затоа што не сакаат луѓе с кои што нивните пари, кои што ги двоат од платата, значи од својот леп, од домашните парични примања ги двоат за членењата на синдикатот, да им ги трошат, односно не ги ни трошат. Најлошо, значи кривичната пријава дека тие пари не се потрошени, ако се потрошени ќе биле оправдани. Значи тие се едноставно подигнати од сметката и за нив нема оправдание. Еве заврши годината 2016, во завршната сметка не знам како ќе се прикажат тие пари, бидејќи тие пари физички не постојат никаде. МЗТ Леарница е еден од 4 гранкови синдикати кои се исклучени од ССМ. Вие протестиравте деновиве, освен маката што си ја имате со неисплатените плати, се соочувате и со нерешените прашања во ССМ. Имате ли поддршка во ССМ од сегашниот председател и што се вашите барања? Така, МЗТ Леарница, значи, протестира, штрајкува од 12 август навака, до сега, и се уште. До сега, кога се работи за поддршка од надлежните синдикати, прво СИР, како гранков синдикат, преку нив и ССМ, од СИР поддршка имаме од почеток, соработуваме со нив. Дали може да е повише? Не знам, тоа треба да ги прашате нив. Додека од ССМ до сега и се нема никој обратено
за никаква помош. Иако имаме ние писмено барање доставено до нив и на секој протест, имаме над 20 протести организирано пред сите институции државни, а се собираме пред зградата на ССМ. Сепак вие гледаат таму. Запознаете. Секој обичен човек е запознат со нашиот Не се проблем. симнал ниту еднаш. Никој. Никој Од само до сега не се никој. обрати. И писмено барање имаме доставено, никој нема одговорено на тоа барање. Значи катастрофална работа што се дешава во синдикалните здруженија начело со ССМ, многу јасно, а и комплет гранковите синдикати. Целата структура на синдикалното здружување во Македонија, значи треба реорганизација, тоа е очигледно. Нема што да многу нешто, секој кој поединец да прашаш обичен човек, еден да најдат што верува у синдикат, не верува никој. Се ова што се Оправдано. случува е многу лош сигнал за Како да не? целото Истите синдикално работи што ги движење. прават ова политичките партии на државно ниво, истото да се дешава во синдикалните здруженија. Тоа е значи А ваше невидена легитимно право е да си ги барате многу правата. јасно. Што е тоа што ме натера последниот пат да излезете на улица, бевте чинам пред Централниот регистар, пред Управа за УЈПА, јавни пред приходи. УЈПА, пардон. Па сега тоа е Имате дугачка прича. неисплатени 10 плати. Кратко е времето, нас не треба за неисплатени придонеси, имате неисплатени. се работи за здравствено. фирма во која е прекршен секој закон, фирма во која што Во као кратки црти колку што може. Да. Во најкратки црти колку што може. Као да се наоѓа на некој пуст остров каде што не постои никаква држава. Сите постоечки закони се таму прекршени. Ние мислевме откако сега ќе штрајкуваме више луѓето као луѓе се плашат цело време, сега решиле ќе застанеме Кога дошло нож до коска. нож до изгледно. коска така. Кога ќе пријавиме по институциите, тешко нивно на раководството. И откако пријавивме по сите институции надлежни, и Министерство за труд и социјала, трудови инспекторат, Министерство за финансии, финансова полиција, Управа за јавни приходи, во влада, во собрание пријавивме, во јавно обвинителство пријавивме, секаде доставивме пријави и замислете до сега уште раководството на РАД, уште таму си работат, си кројат план како да ја изиграат, никој не презема ништо. Сите они кажуваат дека излезени се на терен, преземаат нешто инспекторите, ама ефект нема. Уште и должат по придонеси и не се платени година и пол. Година дена како работените плата немаат земено таму. И синдикатот за одбраната и армијата, пардон, вработените се исто така во лоша ситуација таму. Нели, армијата се жалеше на униформите, на цокулите што ги носат, на скинати јалишта. Знаете како, Дури се и ние зборуваше дека вработените- не им е дозволено да излегуваат надвор за да не ги гледаат во таква ситуација. знаете како ви кажат, каде што има дим има и огин. И ние делиме судбината, генерално целата јавна администрација дели судбината на општественото немање на пари во Република Македонија, односно на Ама до толку да се нема за опрема, немање на пари? Знаете вака, јас преку примерот на синдикатот ќе ви одговорам на прашањето. Значи, по мене, јас сум длабоко уверен, веќе дефинитивно е тоа така, дека се работи да се уништи синдикалното движење. Знаете, секој работодавач, секоја влада посакува да нема синдикат од другата, или тој да биде толку многу минорен да дојде на граница на полтронство. Односно, председателот на синдикатот и сите синдикални членови да бидат среќни што воопште земаат плата минимална. Нели, како историски момент кој што го кажува ССМ. За жал во Македонија се случува враќање на класните општества. Веќе ние и де јури и де факто од некаков, не знам, недефинирано општество од 90-тите години наваки, веќе навлегуваме на јасно дефинирано класно општество кој што се нарекува робовладетелско општество. За жал, во робовладетелското општество не постоеле синдикати, значи едно од нештата кои што претходно ги имало сега веќе треба да згаснат. А синдикатот има некој одреден имот, кој што има некаква вредност, посебно зградата во центарот на Скопје, која што
треба да се отуги, знаеме како се Едно време отугуваат сакаат фирмите, таму хотел да прават или да така ги и најмуваат. таа е таа цел. Значи 1 до 2 луѓе да се офајдат што се во рамките на ССМ, сите други работници да изгубат и потоа да нема синдикат, затоа што знаете, по сите нормативи секаде во светот, во Европа и во Република Македонија, по сите подпишани конвенции од трудовото право, по сите наши законски и подзаконски акти во Република Македонија што го регулираат трудовото право, единствено организација која што се регистрира како синдикат има право да ги повикува работниците на искажување на непослушност, односно на искажување на непослушност преку протести, преку штрајкови и така натаму. Ма тоа се прави секаде во развиените земји. Местото на синдикалното движење на улица, не е натре во канцеларија. Значи, некога вака ќе дојде нож до коска, него секогаш нели своите барања. Генерално треба да е така, но за жал во Република Македонија минатото, ако го земеме од бивша Југославија и претходно не можам да зборам, тогашното синдикално движење беше некако по дефолт. Значи луѓето тогаш во таа држава има одредени примања кои што им возможува пристоен живот, значи не размислува, но за жал, синдикалното движење, генезата на синдикалното движење остана иста. Значи не се промени ни најмалку, нити се ориентираше према условите кои што сега владат во Република Македонија или во поширокото општество. Тие притисоци. Зборуваме за мешањето на политиката, зборуваме за мешањето на владеачката партија. Како не? Во синдикалното движење. Нема сегмент во каде што не се умешани Освен превирањата што, еве, ќе кажете, кој стои за сето тоа? Превирањата што настана во Сојузот на синдикати на Македонија се чисто синдикални. Како што кажа моите колеги, значи дојде више до едно незадоволство од првиот човек на ССМ Живко Митревски, кој очигледно е кукла на власта која го игра со него како што сака. Он тоа дали не го гледа, дали не сака да го види, тоа ние не знаеме и за тоа се решивме ние на оваков неактуелен потек преку водрен совет да го замениме. Он ни се спротистави, но не ни се спротистави синдикално, него ни се спротистави со нечија сила, со политичка сила, демонстрираше и сила и институционална и физичка. Го видовме самите тоа и он за тоа денеска се шета по улица со двајца обезбедувачи, никој ништо не може во зградата која што се обединените сите синдикати се смета за негова, не ни дава влез. Знаете ли колкав имот поседува Митревски? Сте дошли ли до документи некакви, до... Видете, се зборува за малверзации, има ли малверзации? Ние може само да збориме синдикално. Да, он има направено малверзации во синдикатот, а за неговиот имот нити ме интересира, нити ќе се интересирам. Дека јас ништо против Живко Митревски немам, него имам чисто синдикално, бидејќи сметам дека Живко Митревски не е синдикалист и не може да биде прв човек на синдикатот и ништо повеќе. Што е со, очекувате, најавивте Европската конфедерација, да, има ли некакви реакции таму и можат ли тие да помогнат? Ние секој ден сме во дослуг со ЕТОЦ, ИТОЦ, PCI, ЕПСУ, ЕФАТ, Индустријал, тие се најголемите европски и светски синдикати, каде што членуваме сите синдикати што сме дружени во ССМ, тие едните се од приватниот сектор, другите се од јавниот сектор. Се договара на највисоко ниво, да дојде комесарот Јозеф Крајбек, да дојде генералниот секретар Јан Вилем, да дојде претседателот Вебер и така натаму. Тие ќе дојдат најверојатно кон средината на месец февруари, каде што моментално ние ги храниме со документација, тоа со факти, со докази, зашто дошло до ова, како бил изведен цел тој процес, и се надам дека ќе сватат и ќе му кажат на Живко Митревски дека не може да застане после сите овие превирања и што им направи на работниците, како можат тие да имат влијание на како не може. Какво? Првен, ако не ги прифати нивните сугестии и да суги ќе биде исклучен. Значи тоа е исто како да избркат се од Европска унија. Значи ќе немаш никаков бенефит, никаква поддршка, ќе не можеш да тука ќе остане изолиран синдикатот. Ќе не можеш да работиш на европски проекти, на европски работилници. А тоа никој не го сака нити посакува, најмалку се членството. Во овој момент највише му треба да се едуцира синдикално, да знае кои се неговите права, бидејќи ако знае кои се неговите права пропишани со закон, со колективни договори, со деловници за работа, ќе не може да си игра никој со него.
Вие малку слични, спомнав пред малку, слична ситуација е. Доведено ли во заблуда членството? Свесни ли се што се случуваше, еве кај вас, например? Видите, или групации, поделени се две групи? Значи нема никакви групации. Едноставно, членството има информација од оние што претекуваат во средствата за јавно информирање, кои за жал држат одредена страна, дали од страна на представниците на власта, кои што ги поддржаваат оние што менјаваат незаконски или реално известуваат. Но јас само малку ќе се навратам на колегата Дарко. Значи, видите, треба да е јасно во Република Македонија. Власта на секаков начин сака да го задржи Живко Митревски за председател на СС. Значи, јас еднаш изјавив, повторно ќе кажам, јавно и отворено. Живко Митревски беше реизбран за председател не од делегатите на Коморисот, не од гранските синдикати Сдружено ССМ, не од членството на гранските синдикати Сдружено ССМ. Исклучиво беше избран исто онака како што се бира некој председател на месен комитет или на некоја општинска организација од некоја партија. Буквално од првите луѓе на владеачката структура ни беше пренесено, бевме убедувани, бевме викани на многу пати на состаноци, односно на средби. Едноставно ни беше постојано сугерирано дека мора да го поддржите и он мора да биде, затоа што тие така решиле. Ние со тоа не се сложувавме. Ние велевме, ќе поставиме председател на ССМ, ќе избереме, ако треба и ќе имаме одредени консултации пошироки надвор од гранките на ССМ. Но мора да биде некој човек кој што ќе работи за доброто на работниците во Република Македонија. Видите колку само примери ќе прочитаме од светските медиуми, каде што одреден работодавач кој што е достигнал високо ниво на свест, ги наградува своите работници не со 13-та плата со бонус новогодишен, им купува, не знам, возила, например, последното што слушна во Босна или кај се случуваше. Значи, треба да се свати дека работникот го вложува својот труд и ќе биде многу продуктивен и попродуктивен отколку што е сега ако има добри услови, а не ако биде угнетуван, репресиран, уценуван, политички газен и на секој друг. И човечкото достоинство. Да си ги каже своите. За жал во Република Македонија не постојат луѓе кои што практицираат менаџерски позиции во јавната служба, зборам, не можам зборам во приватната, кои што имаат доволно познавање за такво менаџирање. Значи буквално се донесени како паднати од небо, ставени тука чисто само да седат, да фигурираат како фигури. Немаат представа што значи менаџирање со процеси, што значи менаџирање со луѓе, што значи да се извлече максимум продуктивност. Стално се кажува дека, не знам, Македонија има ефикасна администрација. Тоа е ноторна лага. Македонија нема ефикасна администрација. Кога велам нема ефикасна администрација, значи нема ни ефикасна полиција, нити ефикасна одбрана, нити ефикасно судство, нити ефикасна, не знам, култура, зборам оние кои што работат во тие сегменти. Значи на сите шавови пукаме, по сите сегменти ние сме веќе во тотален аут. Значи прашање е на ден на опстанок на државата. Дали воопшто како целина, не зборам од безбедносен карактер, зборам од карактер на држава која што ги има сите атрибути на државност. Знаете, ако ви фалат неколку атрибути на државност, вие веќе се поставува прашање дали вие може да се дефинирате како држава. Еден од атрибутите е синдикалното движење. Очекувате ли дека сега со новата влада нешто ќе се смени? Очекате ли тој момент или Видите, во теоријата има е кажано дека секоја промена по дефолт значи подобрување на состојбата. Значи секоја промена по дефолт значи подобрување. Тоа е теоретски кажано и тоа не може да се измени. Ние очекуваме дека било кој да формира влада во идниот период, после изборите, така е, дека ќе направи деполитизација на оние сфери на општеството кои што треба да функционираат онака како што функционираат во цела Европска унија, каде што претендираме да одиме, и во цел свет, каде што сакаме да бидеме земја која што ќе биде респектирана, која што ќе оди кон развиениот свет, а не земја која што ќе оди кон афричките држави, кон некои држави кои што имаат не знам карактер на држави кои што владеат поединци, не заради тоа што се наследници на некакви кралства или не. Добро, јас се воздржувам да ги употребам конкретните зборови, не е коректно.
Каква рефлексија имаше на другите земји? Слушнаа ли, разбраа ли што се случува во Македонија? Да, откога се слуша овој настан, откога го замениме Живко Митревски по легален пат, исто пративме писма првен до МОД во Букуреш, во главниот центар. После го известивме Европскиот и Светскиот синдикат преку писма во кој му објаснивме постапката на заменувањето и други работи, но после Живко Митревски почна да бомбардира со други писма и се настана две страни. И затоа председателите, секретарите и комесарите решија да дојдат да испитаат целата ситуација. И тие беа доведени во заблуда. Да испита ситуацијата и како еден вид, да речеме, суди во наводници во синдикално движење да кажат да, Живко е во право, не, 4-5 синдикати се во право. Ние, значи, ја фрлиме рукавицата и нема проблем. Ако не осудат нас или како што вика Живко Митревски со кривични пријави или други работи, што он ги поднесе против нас и до ден денеска уште нити не повикал никој на разговор, нити не прашал околу нив ништо, а Живко кажува, еве сега е корунски доказ, не знам, историско влагање, нема такви работи. Таму си беше еден обичен совет, каде што работниците, тоа советниците, представниците на работниците од 11 синдикати, кои искажаа нивното незадоволство лично против Живко Митревски, како тогашен прв синдикалец на ССМ и ништо повише. Сега влегувате ли во зградата на ССМ? Се движите ли слободно? Па не сме ни пробале да отидеме таму, бидејќи еве уште стини, сај да не кажам ракетари, никам да ги враќаме луѓето што стојат таму, да еве колега Чекаловиќ. Па ние вчера за протестот се собираме како обично пред зградата на ССМ и Се обидовте да влезете? Влеговте? па као по обичај имаме оставено таму документи во канцелариите за намења, дали влеговте? транспаренти Ви за беше дозволено? протестот, не. Прв пат ја откако се деси Да. ситуацијата и исклучувањето на овие 4 гранкови синдикати, прв пат влегувам натре, не ме пуштаат да влезам до пријавница. Забрането е. Забрането е да се влезе. Па секој што ќе влезе бар до пријавница да прашам. Никако не ги дозволија. Забрана е имало од Живко Митревски. И тоа менче е синдикален дом на работниците, со забрана за може, еве нема старонови членови, може униден член да си да праша кој и кога ќе влезеш ти каков доим ќе добиеш кога околу тебе има двајца со килјави глави, па со катанци на вратите, па ти отвараат, па да не носиш нешто. И како ќе влезеш ти во тоа синдикално движење, ти што викаш, што е ова, влагам у секта или што е работата? Страшно. Не можеш да го прилежиш. А најмал проблем е да влеземе. Значи, овие 5 синдиката бројат преку 30.000 Добро, и тоа ја членства. отсликува ситуацијата. Знаеш што, менче, ама јас пак ќе Многу кажам. кажува. Јас пак ќе кажам, кој ќе прифати одговорноста? Нас е налесто и луѓето сакаат да дојдат, ама тогаш нема да дојдат само синдикалци, ќе дојде некој од страна, може некој ќе злоупотреби некоја политичка партија, ќе фрли некој камен, ќе скрши, ќе скршат вратата, па таа маса ќе влезе во зградата, па ќе ги нападне рекетарите, па ќе ја нападне Живко Да, и утре може кој ќе ја земе таа одговорност. одговорност? Ама тоа работата тлее и се разгорува. Ние не знам до кога ќе можеме да работиците да ги спрешеме. Дека секој ден јас пак ќе кажам, повици, зашто се во дефанзива? Не е ова дефанзива. Ние значи ќе прочитуваме институциите и чекаме Европскиот синдикат, тоа е Светскиот синдикат да дојде и да каже. Ама ако мисли Живко Митревски дека имотот, зградата така лесно ќе ги продаде, што го создавале нашите татковси, дедовси или да ги поклони на некој олигарх или не знам на која владеачка гарнитура, тука многу се лаже Живко Митревски. Нема маш таков што ќе може да подпише имотот на работниците да биде распродаден или раздаден. Да не се лажеме. Јас сакав да се надопалам малкуцка, видите, ние у суштина и немаме проблем. Не ние, синдикалното движење нема проблем во Република Македонија. Проблемот настана од институциите, затоа што основното јавно обвинителство и Централен регистар како институции со кои што се тесно поврзани со овие случувања, не реагираат согласно своите законски надлежности. Значи едноставно ги држат предметите во себе и ги, како што народски велат, ги ставаат под фиока. И сето рековте се верувате во судството. Значи, институциите. Судството не е Централен регистар, нити пак Добро, основно не, обвинителство. ама знаеме како стојат ситуациите. Сакав да кажам дека ова до сето ова немаше уопште ништо да дојде. Едноставно требаше основното јавно обвинителство. Има поднесено, има некој поднесено кривична пријава, за тоа не значи дека тој што против кога кривична да пријава дека е виновен, значи треба да истражат, треба да отиде на суд, или да отфрла таа кривична пријава.
Значи, ако има елементи на доказ, ќе ја процесираат, ако нема. Значи, они требаше да го направат до сега тоа. Значи, ќе знаевме на што сме, дали сме во право, ние не велиме дека може би сме ние безгрешните, но сигурно сме 10 пати и 100 пати и почесни и безгрешни во однос на Живко Митрески. Значи, долгите години на соработка со него, познавањето во тие години соработка ние се познаваме како личности, не само како синдикалци. Значи, ни дава за право да кажеме дека ова што се случува во Република Македонија е еден голем срам за Република Македонија. Знаете ли што значи да утре еден бенчмарк од Европската Унија да биде решавање на синдикалното прашање? А јас сум сигурен дека ќе биде. Затоа што ќе ви кажам, пред да влезат Бугарија и Романија како последни земји во Европската Унија, значи државата беше ставена, двете држави беа ставени пред свршен чин. Ако сакате воопшто да ви се разгледува апликацијата и да почнете отварање на поглавијата, кога ќе дојдеме до поглавијето права одработен односно човечки права и сите тие еден комплет на права си. Ако уставни така, кога ќе дојдеме до тоа, ако вие ништо не направите до тогаш, заборавете Европска Унија. Значи не дали сакате, едноставно они ќе ви донесат. Видите, до сега и тоа Македонија се случуваше. Доаѓаа представници од Европската Унија кои што носат готов материјал и те велат ова. Само нема да го кажат они дека они ни го дале. Еве ви даваме слобода, кажете дека вие сте го изработили. Сепак треба да имате некаква меѓународот треба да имате свое ја. Да кажете кога сте сгрешиле да признаете или тогаш кога сте направиле нешто добро да ги соберете сите ловорики. За жал, во Македонија ќе се навратам и последно ќе биде. Во Република Македонија секоја власт до сега, од создавањето на Република, од 92 година осамостојувањето, секогаш сакала да ги стави рацете и да го контролира синдикалното движење, односно да управува со синдикалното движење. Само заради тоа, за да нема никакви потреси во работничките права. Имате ли сила и моќ вака да се соберете, ако вака продолжат работите? Значи, мен ќе јас кажам, најлесно е да се собереме. Значи, најлесно е да се собереме. Најлесно е да го злоупотребиш работникот. Ќе го повикаме југохром, леарница, има милион... А зашто е злоупотреба ако се излезе на улица? Дали е тоа злоупотреба? Пак ќе кажам, кој ќе ја преземе одговорноста? Кој ќе ја контролира таа маса? Тие луѓе и покрај тоа што немаат никакви работнички права, не добиваат надоместоци, немаат личен доход, немаат работа. Колегата кажува изреволтира преку 20 пати си избрзати. Вашата приказна ми остана недокажана, само кратко за крај, до каде сега се работите и не знам, ветено ви е нешто? Сега официјално е отворена стечајна постапка и сега треба поборувањето наши во оваа стечајна постапка да се остварат. Ама како што е ситуацијата во државата и со синдикалните здруженија и со раководството во МЗТ Леарница, од почеток сите се заедно, ние сме сами. Значи против цела држава и сите удружени со раководството, цела држава раководството го штити. Очигледно е тоа. Ние сами против нив до последен момент ќе гледаат ако може да не изиграат. И нас и државата, пошто таму нема платено година и пол придонеси. Ништо не ви ветија сега? Па од управа за јавни приходи ни ветија као платите и придонесите дека ги гарантираат ќе бидат исплатени, ама како што стои состојбата во оваа држава, додека не земе пари не верува никој во ништо и во никого, пошто имаме големо искуство со сите институции. Добро, тоа се тие институции за кои што Живко Митрески рече дека застанаве за него. Ви благодарам што бевте гости. Благодарам.